Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Бугарија бара промена на известувачот Вајц. Нема отстапки од условите за Македонија. Дали обединувањето на ВМРО, ДПМН и СДСМ во државните позиции може да донесе исчекор во ЕУ интеграциите? Изборот на нов министер за здравство утре на собраниска седница. Ресорот здравство според опозицијата е најслабата алка на власта. Одморалиштето пониква ќе се користи за рехабилитација на повредените од кочани. Ја губили Македонија битката за туристи, како до развиен сектор без подготвен план и добра понуда. Продолжуваат немирите предизвикани од апсењето на илегални мигранти. Трамп ја испрати националната гарда на улиците во Лос Анџелес. Во теме на денот вечерва за скандалот онкологија, доказите кои што успеа да ги обезбеди обвинителството, но и за условите за лекување на клиниката за онкологија разговарам со Ана Маријановиќ, онколошки пациент, дел од Сдруженијето Хемаонко. Останете со нас. Бугарија ја заострува реториката и директно побара смена на известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц. Ова доаѓа неколку дена по информациите за директни закани кои ги добивал Вајц откако го подготви документот за Македонија. На бугарската политичка сцена се на ист став. По последната изјава на Филипче, експертите гледаат можност за обединување околу државните позиции на двете најголеми политички партии во Македонија. Последните информации ги има Ивана Соколовиќ најдова. Бугарија го зголемува притисокот врз европските институции. По писмото на 17 европратеници, подпредседателката Илијана Јотова бара известувачот за Македонија Томас Вајц да биде сменет. Ја повика председателката на Европскиот парламент сериозно да го разгледа писмото на бугарските европратеници, бидејќи вели довербата е опадната. Госпожа Роберта Мецола, мой колега, аз твърде добре я познавам, работили сме доста години в Европейския парламент, трябва да обърне много сериозно внимание на писмото на българските евродепутати и с цялата власт, която има, а тя има като председател на парламента, да се направи разследване и ако се докажат тези факти, разбира се, трябва да има санкции, но струва ми се, че в цялата тази ситуация доверието е нарушено към докладчиците и докладчика трябва да бъде сменен. Радев пак тврди дека репреговарање со него не е возможно. Бугарските ставови биле јасни, а Бугарија мора постојано да внимава на континуираното лобирање на Македонија во сите европски институции. Сами виждате, че в този доклад има над 31 срещи с македонската страна от комисията, която изготвя доклада, и само една среща с български представители. Това е много, много показателно. Трябва внимание през цялото време. Между другото, бившият президент Стево Пендаровски, може би видяхте през седмица, каза, че архитектът на, няма да казвам ветото, но на подхода спрямо Северна Македония съм бил именно аз. И с мен няма как да се преговаря, когато става въпрос за българският национален интерес. И бугарскиот министер за надворешни работи повторува дека нема да се поместат ниту сантиметар од нивните позиции. Тврди дека во разговор со австриската колешка добил уверување дека отстапување од договореното за Македонија нема да има. Аз разговарях с моята австрийска колега и ви уверявам, че няма отстъпление нито на сантиметър от това какво трябва да направи Република Северна Македония. А именно да промени своята конституция и да изпълнява поставените критерии. И за това бях лично уверен. Ова се коси со ставот на Мајнел Рајсингер, кој од неодамна од Скопје испрати порака дека билатералните прашања не треба да бидат пречка на патот кон ЕУ. Обединетиот став на бугарските политичари за сега е успешен модел во процесот со Македонија. По ставот на Филипче дека Бугарија јасно мора да каже дека нема да има нови барања за Македонија, експертската јавност не исклучува можност за национален консензус и кај нас и обединување на македонските политичари. Ако некој мисли во Македонија дека тоа е политички спор, а друг мисли дека е идентитетски, не можеме да се договориме. Едноставно треба да се свати суштината на спорот и ако се свати дека тоа се идентитетски прашања, и за едните и за другите, пак ќе повторам, и за македонците и за бугарите. Во тој случај ние можеме да изградиме единствен став по тоа прашање и заеднички да настапуваме секаде. Според екс-амбасадорот Донев, Македонија извојува победа со одложување на гласањето во Европскиот парламент. Вели главната битка треба да се води во Советот на Европа, каде ги имаме резолуциите за признавање на македонското малцинство во Бугарија.
Ивана Соколович Најдова, Сител телевизија. Изборот на нов министер за здравство утре е на дневен ред на собраниската седница. Информатичарот Азир Алиу треба да го замени доскорешниот негов партиски лидер Арбен Таравари. Власта очекува успешен мандат на Алиу во здравството, опозицијата пак смета дека ова е најслабата алка во владата. Азир Алиу, кој од крилото на Таравари остана во вреди, утре очекува да стане министер за здравство. Ова ќе биде втор министерски мандат на Алиу, но во ресор во кој досега не работел. Тој беше министер во владата на Ковачевски од редот на Алијанса, во ресорот на дигитално општество и администрација, бидејќи е професор по информатички науки. За власта тоа што Алиу доаѓа од друг сектор, кој воопшто не е поврзан со здравство, не е пречка, туку предност, бидејќи очекуваат од него добра реорганизација и менаџирање. Утре во собранието ќе биде предлогот, како што и вие кажавте, дека ќе најде на поддршка. Неговото искуство досега очекувам да биде посветен на ресорот здравство и да направи навистина една добра реорганизација во делот на оно што е потребно за здравството, работа, макутрпна работа, посветеност, реализација на програмата за работа на владата во делот на здравството и сите оние политики кои што се наш приоритет. Од опозицијската СДСМ не го коментираат лично Алиу, но велат дека ресорот здравство е еден од најзапоставените во оваа влада. Здравството е оставено само на себе. Токму преку оваа говорница сме известували за состојбите во Кочани, во болницата сме известували за состојбите во државната болница и секаде, значи низ градовите каде што треба да се пружи сериозна здравствена грижа за граѓаните, гледаме дека здравството тоне и очекуваме владата да си понуди квалитетен кадар, владата секако да понуди проект, план за работа како навистина ќе го исполни она што го ветуваше кај граѓаните. Досега ова што го гледаме е навистина една несериозност. Вреди го предложи Алиу за министер откако по расколот со Таравари. Тој реши да ја напушти матичната партија и да остане во албанската владеачка коалиција. Алиу сличен чекор направи и во почетокот на 24-та, но тогаш заедно со Таравари го напуштија села и владината коалиција пошто беше разрешен од министерската позиција. Тој тогаш доби високи партиски функции во крилото на екс-министерот за здравство, а беше еден од преговарачите на Вреди со ВМРО ДПМН за формирање на новата владина коалиција. Овој пат Алиу го напушта Таравари. На собраниска седница утре е изборот на заменик министерот за земјоделие, второто испраснето место кое припаѓаше на Алијанса. За ова место се предлага Албрим Хоџа, поранешен новинар, но кој имал и искуство во ИПАР проектите за земјоделие. Според деловничките правила, дебатата за секој од новите членови на владиниот кабинет трае најмногу еден ден, а гласањето најдоцна треба да биде до полноќ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. ВМРО ДПМН повторно се враќа на старите патеки, обвинуваат од СДСМ, објавувајќи дека на почетокот на мај оваа година МВР подпишало договор за набавка на софтвер кој се користи за прислушкување и шпионажа на телефонските уреди. Побара одговор како и зошто ќе се прислушкува и кој ќе води контрола на процесот. Софтверот Celebrate и Sites Pro, како и нови Spice, се алатки развиени за потреба на Српската безбедносна информативна агенција БИА. Проблематично е тоа што во светските медиуми и официјалните соопштенија на Google за овој софтвер се наведува дека бил користен за следење на новинари и активисти. Сега МВР набавува годишни лиценци за специјализиран софтвер за дигитална форезика и истражување на електронски податоци во вредност од 9 милиони денари. Еве го тој договор. Ова се скандалозни и загрижувачки информации. ВМРО ДПМН, МВР и владата ги демантира информациите на СДСМ, велат дека се работи за годишни лиценци на софтвер за дигитална форензика кој бил набавен во време на владата на СДСМ. Во целост ја демантирам пресконференцијата и морам да кажам дека е ноторна лага тоа што е изнесено на таа пресконференција. Од друга страна, Социјалдемократскиот сојуз е политичката партија која што во време на власта го набавува тој софтвер за форензика. И точно знаат дека тој софтвер не може да функционира без лиценци. Тие лиценци на годишно ниво секогаш се набавуваат затоа што таа опрема е намената за дигитална форензика. Овој договор кој што го спомнуваат е рамковна спогодба за 3 години за набавка на лиценците и ништо повеќе од тоа.
Одморалиштето Пониква ќе се користи за рехабилитација на повредените од кочани. Ја губили Македонија битката за туристи, како до развиен сектор, без подготвен план и добра понуда. Одморалиштето Пониква од МВР ќе биде ставено на располагање на Министерството за здравство за продолжена медицинска нега и рехабилитација на повредените од кочани. На Осогово, според проценките на работната група, било полесно да се преминува терапијата и тоа во подобри услови од тие во Кочанската болница. Според оперативниот план, ќе има неколку посебни групи со специфичен третман за секој пациент. Повредените од пожарот во Кочани продолжена медицинска нега и рехабилитација ќе добиваат во одморалиштето на МВР на Пониква. Владата наредната недела ќе донесе одлука со која објектот на Министерството за внатрешни работи ќе се отстапи на здравство. Располага со капацитет од 27 соби и 56 легла. Идејата произлегла од работната група која правеше проценка на состојбата на пациентите и побарање на дел од нив да им се олесни секојдневното одење на физикална, која сега ја прават во Кочанската болница. Со повредените кои веќе се стабилизирани, ќе работат физијатри и физиотерапевти, но и лекари од други специјалности согласно потребите. Во моментот се работи на детален оперативен план за распределба и згрижување на пациентите, во соработка со Министерството за здравство и медицинските тимови, кои ќе ја понесат својата опрема во одморалиштето Пониква и ќе обезбедат континуирана медицинска нега директно на терен. Ќе се направи план пациентите да бидат распределени во неколку групи и циклуси на терапија, се со цел да се овозможи персонализиран пристап кон секој поединечен случај, во согласност со препораките на лекарите. Покрај медицинската грижа, оваа мерка има и важен психолошки и социјален аспект. Овозможувањето на престој во ваков тип на објект ќе придонесе за меѓусебна поддршка помеѓу пациентите и подобрување на нивната психоемоционална состојба. Од опозицијската СДСМ вела дека ова што го прави владата е лицемерно. Наместо да се соочат со нив и директно да слушнат што им е потребно токму на семејствата на оние деца кои што го изгубија својот живот во дискотеката Пулс, тие за затворени врати, кукавички и лицемерно си кажуваат што им е потребно токму на роднините. Ова, како што кажав, е навистина едно лицемерие од невидени размери што го презентира владата. Вчера од владата најавија дека од утре ќе биде ставена во функција посебна телефонска линија за потребите и барањата на повредените во големата трагедија во Кочани и нивните семејства. Александар Динев, Сител телевизија. Додека траат подготовките за планот на владата, пациентите во најголем број одат на физикална терапија во Кочанската болница, но и во Штип и на скопските клиники. Условите не се лоши само во Кочани, оделението за физикална терапија и во Штип работи во објект постар од 50 години и нема доволно кадар. Со недостаток на кадар во зграда стара 50 години функционира физикалната терапија најфреквентното оделение на Штипска клиничка болница. Само во текот на минатата година на ово оделение се лекувале 4500 пациенти од источниот регион, но и од останатите делови на државата. За да се овозможи квалитетна здравствена услуга, потребни се лекари, помошен медицински кадар и хигиеничари. За нормално функционирање на оделение од ваков обем, најмалку уште тројца физијатри треба и технички персонал. Пациентите велат дека персоналот прави дополнителни напори да им излезе во пресред, но се и самокритични за однесувањето на поединци кои го уништуваат и она што е направено. Не. Знаеш какви луѓе доаѓаат? Ова го направија луѓето од таа другата бања, па сега да погледнете искршија и врат тамо ново све. Све покршено, извадили брави за качалки. Многу лош народ сме. За да се намалат гужвите и чекањето, набавени се нови апарати. Во изминатиот период направивме сериозни промени. Со воведувањето на кабинската работа ги намаливме гужвите и чекањата. Значи сега секој пациент си има свој термин и брзо се обслужуваат и процесот на рехабилитација е побрз и поблагодарен. Во однос на инфраструктурните решенија, во наредниот период ќе имаме реконструкција на сублекувалните и се надеваме дека со започнувањето на изградбата на клиничка болница Штип ќе почнеме и посериозни инфраструктурни зафати во нашето оделение. Медицинскиот персонал од Штипска физикална активно е вклучени во процесот на рехабилитација на повредените во Кочанската дискотека. За Сител, Трајан Ристовски.
А во тема на денот за најголемиот скандал во здравството, случајот онкологија, како што најавив, разговарам со Ана Марјановиќ, онколошки пациент, дел од Сдруженијето Хемаонко. Ана, добро вечер. Благодарам на поканата. Го гледав нашето последно интервју, сме го правеле пред отприлика 2 години, кратко по објавата на скандалот за случајот онкологија. 2 години не е мал период. Почна со првичен шок од информациите кои што излегоа во јавност, последуваше период во борба за правда, кај сите имаше на одредени моменти дилема дали ќе се случи такво нешто. Стигнавме до момент кога имаме веќе одобрено обвинение, чекаме почеток на судска расправа. Како за вас поминаа овие 2 години? За пациентите овие 2 години поминаа навистина многу тешко. Од моментот кога изби скандалот и од како се сруши довербата кај пациентите, не е воопшто лесно. Препрашуваме се, преиспитуваме секоја одлука која што сме ја донеле во врска со нашето лекување, меѓутоа од друга страна добро е што имаме каква таква, не е ова ни завршница, меѓутоа ете еден резултат и од нашето протестирање и од нашите барања. Она кое што ние, бидејќи веднаш откако излегоа од обвинителство со обвинението, ние бевме во посада, во истиот состав, нели, од онаа група која што на самиот почеток почна да протестира. Она кое што за нас беше битно е да дознаеме кој дел од пациентите биле прегледувани. За нас пациентите, бидејќи јас сум, нели, дел од тие пациенти, е многу значајно да знаеме кој се треба да биде вознемирен или да ја препрашува целата таа одлука за лечење. Ни беше кажано дека сите оние пациенти кои што биле поврзани со тој тип на терапија која што беше под истрага, бидејќи ова беше сепак истрага за одреден тип на терапија, сите истории биле разгледани и од тие истории се изолирани оние истории кои што беа пратени на вештачење надвор од државата, што за нас исто така беше многу важно да тоа вештачење биде независно и да биде надвор од нашата држава. Тоа може би дава до негдека некаква надеж дека се е направено како што треба, дека обвинението е врз база на докази изградено, дека сме среќни, не сме среќни. За нас онкологија е место на кое што бараме надеж, на кое што бараме ден плюс за живот. Со таа диагноза, вие вашиот доктор го гледате како центар на светот, неговите совети се најзначени, така да дека сме среќни, воопшто не сме среќни, се разбира, станува збор за врвни стручњаци, на кои што спасиле безброј човечки животи, и никој не зима никакво задоволство ниту во обвинението, ниту пак во ете тоа што сега ќе оди на судење. Меѓутоа, од една друга страна, дава можеби некаква сигурност дека работите можеби ќе се променат. Пред малку имавте и прилози за други состојби во здравството. Сите ние во Македонија многу добро знаеме каде се наоѓа здравството во Македонија. Да не се лажеме дека било што ќе се промени преку ног и оние промени кои што ние ги бараме и ние инсистираме како здружение се одвиваат многу споро, многу бавно. И јас како милувам да кажам тоа е дека никако да научиме дека македонското оро треба да оди 3 чекори напред, 1 назад, се уште го играме обратно. Меѓутоа, ајде да речеме дека позитивно од целиот овој конкретен случај е дека на онкологија во овој момент барем можеме како пациенти да бидеме сигурни дека конзилиарно се одлучува за терапијата, дека сите оние пациенти кои што се за биолошка, имунолошка терапија, поскапиот тип на терапија, поминуваат на конзилиарни нели состаноци кај кои што повеќе од еден доктор одлучува. Ќе зборуваме за тоа какава е во моментов ситуацијата на онкологија, но сакам да го завршиме некако овој дел во однос на обвинителството. Рековте и сама дека вие бевте дел од групата пациенти кои што по подготвениот обвинителен акт бевте на прием и разговор со обвинителите кои што работеа на овој случај. Уверени ли сте дека има доволно докази за да се потврди сето ова на суд како случај? Знаете како, ние немаме увид во доказите, ни беа презентирани доказите, да не се разбереме погрешно. Сепак сме ние невладина организација која што знаете како оди тоа во обвинителство, си има право да види само оној кој што е
нели, тоа е цела една правна структура. Меѓутоа, од тоа колку беа информирани обвинителите, колку тие стручно веќе ги разбира работите во однос на медицината и во однос на онкологија, да не кажам дека од лекови, од диагнози, од знаете тоа што ние како пациенти го учиме, тие го има од прилика усовршено, што ми даде една доза на сигурност дека сериозно се работело. Да, траеше многу, 2 години изгледаа дека се многу, меѓутоа од друга страна стануваше збор за огромен број на истории кои што требаше да бидат прегледани, стануваше збор за нели огромни докази, така да мислам дека ја завршија работата како што треба и се надевам. Јас на самиот почеток кажав, јас не знам ова како ќе се заврши, не сум ни сигурна, нели никој од нас не може да биде сигурен дека тоа е тоа и дека на правиот пат сме од кој бил виновен. Тоа никогаш нели не може најмалку една година ќе чекаме да видиме што ќе биде заклучок. Меѓутоа од друга страна како обвинителите се однесуваа на тој состанок и знаењето кој што го има за случајот, влева една надежда дека сериозно се разгледувале и доказите и секој пациент поединечно. Во меѓувреме тие ги сконтактираа и сите пациенти кои што се дел од ова обвинение. Јас имав можност со дел од нив да поразговарам бидејќи нели ми се јавува. Што мислат тие? Како тие реагираат? Зависи. Кога се потврдило дека им било давано, еве од она што го читаме, барем несоодветна терапија, така? Кај оние пациенти кои што се веќе нели се уште се лекуваат, сега бараат нели да се направи една целосна ревизија на нивното лечење и здравје и да бидат сигурни дека сега се направиот пат. Кај оние пациенти кај кои што има починати веќе е малце потешко. Знаете како јас на самиот почеток кога излеговме од обвинителство кажав дека ова треба да се компензира. Ниту едни пари не ви го враќаат оној кој што ви е драг, мил, оној за кој што сте се потрудиле да дадете се за да остане еден ден плюс жив. Меѓутоа од друга страна ова не треба да остане ниту неказнато, ниту пак сите овие пациенти да не добијат компензација, зашто не сакам ни да размислувам, сите ние влегуваме во финансиски долгови кога е во прашање болеста, колку и да е тоа покриено од здравството, секогаш има дополнителни, така да сметам дека ова за сите тие пациенти треба посебно да се разгледува. Некој заработувал пари на нив. Да. Пред 2 години имаше неверојатни информации во јавноста, нели дури и такви дека наместо потребниот лек им била давано обичен физиолошки раствор на пациентите. Имаше информации дека фиктивно се лекувале. Од она што можевме да го видиме обвинителството, за околу 9 пациенти има таква потврда дека сепак имало фиктивно лекување на пациенти, но најголем дел од оние кои што се опфатени се однесуваат токму на моментот за несоодветна терапија или терапија која што била давана во погрешно време од фазата на лекување. Кога сега од оваа дистанца имате барем некаква потврда дека тоа се случувало на клиниката, вие страв да одите на онкологија? Не. Знаете како? На таа клиника работат толку многу прекрасен персонал. Сепак тоа, за да биде до тој степен, за да вие не добиете никаква терапија, во буквална смисла, откако ќе го видите како е организиран самиот систем, не директорот, него од директорот до докторот, до сестрата, до крај, сестрата која што ви го спрема лекот, па до сестрата која што ви го става лекот, и тоа не станува збор за тој тип на ниту на криминал, ниту пак тоа се прави на онкологија. Мислам, во делот на сестрите кои што работат во дневна болница, навистина се тоа луѓе кои што се overworked, underpaid, нели како оди изреката. Повеќе, знаете како, сега веќе откако сме навлезени, откако ги гледаме сите работи, сваќаме дека тоа било малку на едно поинакво ниво и на ниво на кое што Како било тоа? Може ли да им објасниме на гледачите?
Па се јас не би можела да си дозволам да го објаснам тоа, тоа што нели нити ми се случило на мене, ниту пак јас знам точната процедура, меѓутоа од начинот на кој што нели моето лекување да речеме течело, вие имате онколог доктор, доколку тој онколог доктор вас не ви ја препише терапијата, ниту сестрата може да ви ја даде терапијата, нити пак ако ви ја препише, сестрата не може да ја спречи да ви се даде терапијата. Значи самиот протокол го наложува тоа. Значи вие протоколарно влегувате кај докторот, тој ве прегледува. Првично ве праќа на крвна слика, вие правите крвна слика, повторно се враќате со тие резултати кај тој доктор и од кај докторот во писмена форма излегува нели која терапија треба да ја примите и одите понатаму дали сте во дневна болница или сте на шалтер за подигање на лекови. Што значи дека така оди протоколарно тоа, каде точно во овој протокол е најдена дупката за да се направи криминал од овој вид, јас навистина не би знаела да кажам, нити сум дел од обвинението, нити пак ми се случило на мене. Меѓутоа сега, пак ќе речам, мислам дека се малце поинакви работите, сега дури бараат да се подпишете во дневна болница дека сте ја примиле терапијата, доколку отидете да подигнете таблетарна, исто, доколку одбиете да ја подигнете, повторно морате да пишете дека не сте ја подигнале терапијата, така да мислам дека во тој поглед во моментот се води видливо построга евиденција на лековите. Реков дека ќе зборуваме за моменталната состојба на клиниката. Променето ли е нешто по овој скандал? Променето е, меѓутоа пак ќе кажам, зборуваме за клиника во која што се слива цела Македонија. За реално нешто да се промени на таа клиника, многу нешта треба да се случат. Едно од тие нешта е или да се прошири клиниката, или да се зголеми капацитетот. Тоа значи и да се зголеми капацитетот на онколозите, како што знаеме немаме ни онколози, па немаме ни сестри. Другото е да профункционираат најпосле оние центри кои што ги имаме низ републиката. Јас мојот скептицизам во тој поглед сум го кажала многу пати, сметам дека за тоа да профункционира треба од корен да се почне. Не е онкологија да купите апарат и да речете дека имаме онкологија. Не е онкологија, имаме оделение, овдека ќе примате терапија. Онкологија е една толку комплексна гранка во медицината, во која што доколку вие како онколог доктор лично не разговарате со пациентот и најмалите симптоми можат да донесат до влошување или до промашување на диагнозата. Што значи дека навистина треба сериозно, ние веќе изразуваме нашето и незадоволство во овој момент, се спомнува 8 септември да се отвори уште една диспензирана, која што нас како на онколошки пациенти воопшто не ни се допаѓа, бидејќи од тоа што го разбравме, ако е така, е дека таму само ќе се прима терапија, што воопшто нема да ја растерети онкологија. Веќе во текот на разговорот споменав што е подобрано во однос на одлучувањето, во однос на начинот на кој што се дава терапијата, се направија и некои дополнителни чекални за да се растерети гужвата. Меѓутоа персонал се уште нема дополнување на таа клиника. Јас не знам ниту од каде ќе се донесе тој персонал, меѓутоа е страшно неопходен. Оние кои што се таму се, како што реков, преработени, недостасува персонал. Во однос на лековите, доброто е што имаме некои подобрувања, имаме некои 5 нови лека кои што се од оваа година на онкологија, 2 се за меланом, за бели дробови и имаме еден нов како новитет за трипл негатив брест канцер, хормон зависа. Има терапија за сите? Да, тоа е терапија за сите, не за сите пациенти, за оние дали има терапија за сите пациенти. Во моментот има, единствен проблем во овој момент е она кое што го очекуваме веќе неколку месеци да се случи, а тоа е таблетарната хормонска терапија да може да се подига од аптеките низ Македонија, значи од било која аптека. Тоа е заглавено негдека во административниот дел, дали поради недостатокот на министер долго време. Меѓутоа тоа предизвика еден недостаток на онкологија, па тие набавува од еден лек, сега има друг лек кој што е кој што го имаат достапен и тоа се разбира како и секогаш предизвикува револт кај пациентите, зашто сите ние пиеме различен тип на терапија. Така да се надеваме дека последните информации се дека негдека до крајот на наредниот месец, средината на наредниот месец, ќе можеме да си ја подигаме од аптеките терапијата.
Тоа е за... Да, Ана, само за крај, морам да ве прашам, какви се вашите планови како пациенти? Планирате ли организирано, ќе присуствувате ли на судскиот процес, на постапката која што ќе се води во Скопскиот суд? И ве гледам како оптимистички зборувате за целата оваа ситуација. Ние, кои што не сме биле на онкологија, потешко гледаме на сето ова. Која би била вашата порака до онколошките пациенти? Знаете како ние сме онколошки пациенти, да гледаме песимистички на овие работи, значи да се откажеме од сопствените животи. Тоа опција не е за ниту еден од нас. Колку и да се лоши работите, ние мораме и како онколошки пациенти сме научени да гледаме позитивно и да гледаме светло на она што ќе се случува. Тоа не движело до сега, тоа ќе не движи понатаму. Дали ќе присуствуваме на судењето, навистина не знам, сите ние сме, мислам, прво и со диагноза, да не речам дека јас најпосле сакам во оваа држава да почнеме и како здружение да се занимаваме со превенција, со едукација, со психолошка помош, нешто што навистина ќе им го подобри животот на онколошките пациенти, а не со вакви работи кои што им донесуваат само дополнителен стрес. Во зависност од тоа како ќе тече судењето, јас лично ќе го следам, можеби не од таму, меѓутоа преку медиумите. Очекувам, како што реков, очекувам оние пациенти кои што биле на било каков начин оштетени да бидат искомпензирани. Се останато воопшто не ме интересира, дури повеќе ме плаши во моментот кога ова ќе почне да се случува, што правиме со тоа, значи четворица доктори помалце на онкологија, кое што за нас како пациенти во овој момент е стравично. А за да завршиме на една позитивна нота, како што реков, на нас надежта ни останува, се надевам дека сите нас не очекува една посветла иднина во Македонија. Да се надеваме дека ќе биде така. Ана Маријановиќ, благодарам многу за гостувањето во тема на Ви благодарам за поканата уште еднаш. Ја губили Македонија битката за туристи, како до развиен сектор, без подготвен план и добра понуда. Продолжуваат немирите предизвикани од апсењето на илегални мигранти. Трамп ја испрати националната гарда на улиците во Лос Анџелес. Без добар план нема добра туристичка сезона. Туристичките работници очекуваат бројот на гости и годинава да биде на ист број како и лани. Велат дека ништо не е променето, а без понуда не може да се очекува ниту да има зголемен интерес. Но вложувањата може да донесат резултат. Албанија е најдобриот пример за тоа. Со добра промоција и големи вложувања во инфраструктурата, од 3 милиони туристи пред 10 години, сега имаат 3 пати повеќе. Потенцијал има, стратегија нема. На стартот на туристичката сезона, државата без план како да привлече повеќе туристи кои го полнат буџетот и ја придвижуваат економијата. Затоа компаниите кои организираат тури очекуваат бројот на странски туристи да остане ист како и лани. Ние мораме што побрзо да направиме еден план, системски да ги поставиме работите и да почнеме со интензивна промоција. Од една страна, од друга страна можам да споделам, пошто еве последниот период и поминав скоро сите балкански држави и хотелско сместување, ресторански услуги и така натаму, што треба, сметам дека ние исто така треба да направиме еден план како да ги ставиме во функција и да ги подигнеме на повисоко ниво нашите сместувачки капацитети и нашите услуги кои што ги даваме во туризмот. Затоа што заостануваме, сериозно заостануваме. Последните податоци на државната статистика покажуваат дека најбројни се туристите од Германија, Турција, Франција, Грција, Бугарија и Србија. Има многу што да видат, а нема стратегија како да се задржат да останат подолго. Во просек престојуваат помалку од 2 дена. Најголем дел гостите кои што доаѓаат се фасцинирани од нашата култура, нашата храна, нашето вино, значи и тој микс на култури. Зборуваме, значи, археолошките локалитети од римско време, зборуваме византискиот период, зборуваме културно-историските споменици од отоманскиот период, брутализмот, значи тоа е еден таков микс на мала територија кој што природата фасцинирани се од нашата природа. Потребно е ние за да може да ја почувствуваат сета убавина и сето тоа што го нуди Македонија, потребно е да ги задржиме барем да не биде таргет да ги држиме во Македонија барем 4 до 5 ноќевања. Туризмот може да стане главен двигател на економијата, да отвори илјадници работни места и да развие инфраструктурата. Директно или индиректно, повлекува уште 15 други сектори. Но без план ќе тапкаме во место, вели Сулев.
За разлика од нас, соседна Албанија очекува бум во следните години. Во моментов е трета најбрзо растечка туристичка дестинација во светот, со вложувања во инфраструктурата и агресивна промоција. Бројот на туристи од 3 милиони во 2015-та скокнал на 10 милиони во 2023 година. Според проценките, до 2030-та се очекуваат 30 милиони странци да престојуваат во Албанија. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Продолжение блог вести од светот. Американскиот председател Доналд Трамп и се заблагодарил